Реформската агенда е во целосен застој, роковите истекуваат. Од 33 закони, власта со собраниски трикови успеала да донесе само 2. Лидерот на СДСМ обвини дека владата свесно ги кочи процесите за да ги избегне европските механизми за владење на правото, а наместо строго контролираните европски грантови, нивната стратегија земјава да се задолжува со нетранспарентни милионски кредити. Овие критики доаѓаат во пресрет на утрешната посета на претседателот на Европскиот совет, од кого Филипче очекува јасна порака дека уставните измени се единствениот пат напред, повикувајќи ја власта да организира референдум доколку навистина сака да го слушне гласот на народот. Еве веќе се касни година дена, веќе сме добиле продолжување на рокот и повторно од 10 закони кои што требало да се донесат лани во јуни, па е продолжен рокот до овој јуни, донесени се само 2. Па што треба, продолжување на продолжението? Не е ризик уставна измена, никаков ризик не е. Така да сметам дека претседателот на Советот Антонио Кошта јасно и недвосмислено ќе каже дека сега е моментот за проширување. И дека повторно не е вистина тоа што дел од функционерите на ВМРО го шират, а тоа е дека утре после уставните измени повторно ќе се соочиме со некоја блокада. Не, затоа што е стратешка цел. Од владачката ВМРО ДПМН возвратија дека Македонија нема да се помести ниту милиметар од своите позиции додека не добие јасни, цврсти и писмени гаранции од Европската унија во форма на заклучоци. Од партијата додава дека граѓаните веќе платиле прескапа цена поради погрешните политики на СДСМ предводени од Филипче Изаев со промената на уставното име. Нема да има отстапки без гаранции, без заштита на националните интереси и без сигурност дека секој чекор на вистина ќе значи реален напредок во евроинтегративниот процес. Затоа, специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче, наместо да бара уставни измени, нека му пренесе на својот бугарски претседател Румен Радев дека Македонија очекува конкретна испорака од бугарска страна, а таа испорака започнува со почитување и спроведување на пресудите од Страсбург. Утрешната посета на претседателот на Европскиот совет доаѓа во период на длабоки внатрешнополитички разидувања околу начинот и условите под кои земјава треба да продолжи со евроинтеграцијските процеси. Миријана Давидовска, Сител телевизија.